Sinovi Božji su naslednici. Pesen je pa što vojnikom životom, Balkumina glavna objava. Ja sam dobri od kasni i ljubav mozite, jedna da ne vide izgubena. Miro tvoj mi dodavaš, no nekako sveto, da ne se plaši srce to naše. Tatko moj, Oče, ti благодарам što i u ovoj den si во моето srce. Gospode moj, Tatko, Ava, Oče, Isuse moj od Gospod i Spasitел, te sakam, Gospode Isuse Hrisте. Лебот наш насушен дај ни го и денес. И простини ги лебот насушен, храна која ние не ја знаеме, храна духовно да оживееме, да се распланти нашиот дух, самиот живот што во нас е, да порасне во Исус Христос, да се насели во твоето срце, да посакаш да се промениш, да посакаш, драги пријатели, неделотворната вера, вера без дела, празна вера, празна вера. Видете, добар момент. Вера без дела. Драги пријатели, каква корист има да велите дека имате вера? Имам јас вера. Си ја чувам за дома. Ако тоа не се гледа од вашите постапки, како се однесувам јас? Како живеам? Ако Исус живее во мене, ако сум жив камен во неговата црква, јас добро ќе размислам како живеам, како постапувам. Видете, ако ти сакаш да се вратиш во Царството Божјо, ти полека се претопуваш во љубовта. Ти полека стануваш дел од таа љубов која никогаш не престанува. Те сакам, Господи Исусе Христе. Може ли таква вера да ве спаси? Вера без дела. Не треба ништо да правиш. Господ се направил, по благодат сме спасени. Да предпоставиме дека некој ваш брат или сестра нема доволно облека или храна. Ние го гледаме тој момент, колку си ти загрижен што твојот народ гине од незнаење. Дали се грижиш само за себе си, за своите, а не те интересира, не си допрен, не те засега светот што пропаѓа, што твоите браќа и сестри гинат од незнаење. Дали е доволно да му кажете, оди си спокојно, Господ нека ти даде облека и храна. Слава ти, Господе Исусе Христе. Наместо да му го дадете она што му е неопходно да преживее. Тоа што треба да му го дадеш пред се е секако Евангелието на мирот. Да му дадеш од Исуса Христа. Така е и со верата, ако не е подкрепена со соодветни постапки, таквата вера е мртва. Знаете, битно е да се види како вие живеете. Дали ти живееш во Исус, заедно со Исус, или си живееш по свое. И од време, времено на времено ти текнува дека има некој Исус, некој татко, Бог првин. За да велиш татко ќе те засега. Таму вели, ако некој сака да види добри денови, да си ги изглади односите со родителите, во овој случај духовниот родител, треба да го изгладиш тој однос. Може би некој ќе рече, некои луѓе имаат вера, а некои дела. Ете, па верата е дејство. Ако имам вера и велам на планината, ако имам вера ќе одам на кафе кај неа, не. И велам на планината, стани и фрли се во морето. Одам по вода, изгонувам, велам тебе, ти велам ти што ми правиш вака и вака, надвор во името на Господ Исус Христос, ти што правиш сомнежи во заедницата. Покажете ми како може да имате вера, а од тоа да не произлегуваат соодветни постапки однесувања. Дали си ти христијанин?
Преку моите постапки ќе ви покажам. Ова е интересен препев. Покажи ми ја верата без дела, јас ќе ти ја покажам верата со своја со дела. Преку постапки ќе покажам јас како се однесува. Кога некој човек што прави зло, ти му враќаш со добро. Победи го злото со добро. И слично, но тоа не е од тебе. Суштината е кога Исус живее во тебе, ти си богороден, христороден човек. Вие верувате дека има само еден Бог. Јас зборувам за татко, не за Бог. Тоа е добро, но дури и демоните веруваат. Во тоа и се тресат од страв. Тие знаат дека има Бог. Ама се отпаднати, фатени се во гревот, врзани се. Врзани се. Затоа треба да ја спознаеш вистината, појасот на вистината, да се врзеш за Исус и да се ослободиш. Каде што е Духот Исусов, таму има слобода. Зар не сакаш да сватиш површен човеку дека од вера, површен човек, вера без дела, нема никаква полза, корист. Врз основа на тоа што Бог го прогласи за праведен, нашиот прататко Аврам, зарем тоа не беше преку дела кога го стави својот син Исак врз жртвеникот? Видете, го нарече пријател Божи Аврам. Му рече, земи го својот син, кој долго го чекаше, однеси го таму и жртвувај го. Вие ќе речете, зошто? Зошто Господ прави така? Ние зборуваме за Негова волја. И Аврам вака размислува, па тој го дава животот, тој ќе го воскресне. Видете, му поверува Аврам на Бога. Му поверува и се нарече пријател Божи. Вие верувате. Зарем тоа не беше преку дела кога го стави својот син Исак врз жртвеникот? Гледате ли дека неговата вера беше сообразена со неговите постапки? Верата подразбира начин на однесување на живење. Слава ти Господи Исусе Христе. Токму на тоа се мисли кога Светото Писмо вели Аврам му веруваше на Бог и заради неговата вера Бог го прогласи за праведник. Му поверува Аврам на Бога и се нарече пријател Божи. Па го нарече и свој пријател. Пријателот знае што работи Господарот. И ти сакаш да работиш. Значи, очигледно е дека човек станува праведен пред Бог со своите постапки, не само преку вера, мртва вера во мислите, во умот, и кога ќе дојде нешто, каде ти е верата? Верата без дела, немаш вера. Само мислиш дека има. Така беше и со блудницата Рахаба. Бог ја прифати како праведна од израелската историја. Таа ги прифати израелските разузнавачи и ги упати на безбеден излез, примила израелци во војна. Како што телото без дух е мртво, така верата без соодветни дела, постапки е мртва. Драги пријатели, не треба да настојуваме да станеме учители на црквата. Сите сакаат да учат. Всушност, ние учителите ќе бидеме судени построго од другите луѓе. И тој принцип дека мислиш дека ти си учител, Исус е учител, ти си само сад, ти примаш од него, примаш текстови, нели? Те сакам Господи Исусе Христе, а не ти учиш и читаш од некој друг и потоа ти стануваш учител. Пазете, тоа е целата суштина. Тебе те учел некој друг и тогаш ти ја бараш својата слава. Ние учителите ќе бидеме судени построго од другите луѓе, сите ние грешиме во многу работи. Значи, читаме Јаков 2 и 3 глава сега. Но ако умееме да си го зауздаме јазикот, тогаш сме зрели луѓе, па ќе можеме да го зауздаме и целото тело. Исусе, ти зборувај, не јас да зборувам. На коњите им ставаме узда во устата, за да ги натераме да ни се покоруваат и да одат онаму каде што ние сакаме. Земете ги бродовите за пример, тие се толку големи, а сепак кормиларот со мало кормило ги води онаму каде што сака и покрај силните ветрови кои ги движат. Така е и со јазикот. Мал орган е, но голема штета може да направи
едно жарче може целата шума да ја запали. Со оглед на тоа дека предавам сценски говор и јавно говорење, често го објаснувам овој принцип, што зборуваме, тоа ни се случува. Се разбира, тоа е и законот Исусов. Претходно додека ме воведуваше во себо, знаев дека зборовите штом се изговорат се тргнати во материализација и треба добро да размислуваме што зборуваме, посебно Христов слуга. По зборовите ќе бидете оправдани, по зборовите ќе бидете осудени, за секој лош збор ќе одговарате на судниот ден. Ќе ви го дадам тоа што го зборувавте и тие изгинаа во пустината. Јазикот е оган, најопасен од сите наши органи, во состојба е целото тело да го испогани. Јазикот може целиот наш живот да го запали, бидејќи се пали од самиот пекол. Од самиот пекол се пали, го земаш зборот, го извртуваш, кога го немаш шлемот на спасението, кога не е секоја мисла покорна на Исус, кога ти си имаш своји мисли и желби, ти со јазикот се врзуваш. Секој животно, било да е звер, птица, влечуга или морско животно, се припитомува или било припитомено од човекот. Но јазикот ниеден човек не може да го припитоми. Тоа е необуздано зло, полне со смртоносен отров. Со јазикот го величаме нашиот Господ и Татко и со истиот тој јазик ги колнеме луѓето кои се создадени според Божјото подобие. Од истата уста излегува и благослов и клетва. Треба ли, драги мои, така да биде? Во другиот препев вери, не може, браќа мои, тоа така да биде. Може ли од ист извор да извира сладка и горчлива вода? Може ли, драги мои, смоквата да раѓа маслинки, а лозата смокви? Од солен извор не може да се црпи сладка вода. Покајте се веднаш што сте зборувале и барајте да ви стави Таткото Небесен стражар на устните, да не бидеш фатен и врзан од своите собствени зборови, само преколнување, само врзување. Има ли меѓу вас мудри и разумни луѓе? Ако има, покажете ја вашата мудрост и разумност со примерен живот, со дејства, со постапки, начин на однесување што ќе се одликуваат со скромност, ќе бидат направени мудро, но ако вашите срца се полни со чемер, завист и себичност, немојте да се фалите, да се лажете дека сте мудри. Тоа не е небесна мудрост, туку овоземна, себична, демонска, кога луѓето се завидливи и себични, создаваат безредие и секакви зли дела. Небесната мудрост не прави чисти, миролюбиви, внимателни, чувствителни, да ги сакаме луѓето, да им помагаме, да ги љубиме луѓето, да им помагаме, да ги сакаме луѓето. Ој Исусе, непристрасни, нелицемерни, а миротворците ќе го сеат семето на мирот, ќе жнеат плодови на праведност. Миротворец, си му дозволил на Исус да ти ги измие нозете, да ги облечеш обувките на Евангелието на мирот и никаде без Исус да не се движиш. И така натаму, те сакам, Господи Исусе Христе. Еве, ова се тие текстови. Исус исцели кои слегуваат, значи тој е учителот, јас сум само сад. Исус исцели куци, слепи, неми, сакати и многу други кои ги положија пред нозете негови. Тоа е состојба и положба, соодност. Положија пред нозете негови. Матеј 15, 30, 37, 31. Тоа е состојба и однос. 7 леба и неколку рибчиња. Исус нахранува 4000 мажи покрај жените и децата. Остануваат 7 кошници со отпадоци. Матеј 15, 32, 39. Видите, тој покажува дека се е можно за оној кој верува, дека духовната сила го контролира материјалниот свет, дека вистинската храна е вербата и препуштањето во Исус, чаша на благослов, тогаш што се прелева, да имаш во изобилие,
пред се имаш љубов која никогаш не престанува и која е вечна. Матеј 19:14. Исус вели: оставете ги децата да доаѓаат, не бранете им да доаѓаат кај мене, зашто на таквите е царството небесно. Дете на земјата, небесен татко, татко, добриот татко. И откако положи раце над нив, на децата си отиде оттаму. 19, 14, 15. Значи, дете и небесен татко е однос изгубен, заборавен, осквернат во Исус и Отецот. Тие се едно, значи дете на земјата, татко на небесата. Матеј 20, 29, 34. Исус исцелува двајца слепи во Ерихон. Духовно или телесно. Двајца слепи седнати покрај патот, слушаат дека минува Исус, извикаа: смилувај се, Господи, сине Давидов. Народот ги укорува: бе, молчете бре луѓе. Тие викаат уште посилно. Видете? Исус застана, ги праша: што сакате да направам за вас? Вистински, прашај се ти. Што сакаш Исус да направи за тебе? Тие му велат да ни се отворат очите наши. Дали сакаш да ти се отворат очите, ушите, срцето, душата? Исус се смилува, се допре до нивните очи. Прогледа и тргнаа по него. Тргнаа по него. Тештата на Филип се исцели, служеше. Имаш обврска, го молат Исус. Се смилува, се допре до нивните очи, прогледа и тргнаа по него. Го молат, го чекаат покрај патот, викаат гласно, погласно, бараат да прогледаат, тргнаа по него. Ој, Исусе, те сакам, што барам јас? Што бараш ти од Исус? Што барам јас? Му верувам ли? Дали верувам дека може да ме исцели, дека може да направи се? Матеј 27, 12. 14. Исус влегува во храмот. Во кој храм? Ги истера. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ги растури масите на менувачите и оние што продаваа гулаби. Што продаваат тие? Дух. Духот како гулаб слегува. Дали заедниците тргуваат и купуваат? Дали го продаваат и предаваат духот? Исус им вели: домот мој нека се нарече, нека биде дом за молитва, а вие го направивте разбойничка пештера. На секој еден од нас се однесува. Потоа доаѓаат кај него. Каде? Во домот. Куци и слепи, тој ги излекува. Дали домот твој, Исусов, е пештера, дувло или храм на Исус? Дали си ти вистински храм на Светиот Дух, Синкот човечки? Дали си во заедништво, во еден дух со него? О Исусе, Матеј 21, 18, 22. Исус покрај патот виде смоква. Ќе береме смокви. Посаден покрај патот. Човек посаден покрај патот, врзан за земјата, не дава плод. Тоа е метафора. Ти си таа смоква, бе, синко. Исус вели: од сега да нема плод на тебе довека. Тоа е Каин кој обработува земјата. И смоквата се исуши. И ти ке се исушиш еден ден. На учениците им вели: вистина ви велам, ако имате вера и не се посомневате. Кој се сомнева во мене? Не само тоа што стана со смоквата ќе правите, туку ако и на оваа планина и речете: дигни се и фрли се во море, ќе биде. И се што ќе побарате во молитва со вера, ќе добиете. Слава ти, Господи Исусе Христе. Па сега само да утврдиме што е тоа вера. Вера е една жена кај кој одам на кафе. Не, вера е член на нашата заедница. Вера, што е тоа вера? Па тоа е се. Марко 1, 23, 28. Вера. Вера значи комплетно да се предадеш. Вера значи Аврам го однесе Исак да го жртвува.
и се нарече пријател Божји. Дела на љубовта во заедништво со Исус. Исус во синагогата поучува. Марко 1, 23-28. Главно дејство. Таму има човек со нечист дух. Би требало да се исцели во синагогата ако е таму духот, како што ми вели еден од македонскиве заедници. Ако е се во ред со Отецот, демоните од човекот му се обратија на Исус. Го имаме тоа доживеано на молитвени исцелителни терапии. Станува демонот, ти се заканува, ќе те заколам, ќе те проколам, ќе те убијам. Марш бре во името на Господ Исус Христос, тебе ти велам, ти што ми се закануваш во името Исусово. Што имаш ти со нас, му велат? Исус е од Назарет. Демоните го познаваат и тебе те познаваат, тие духовно гледаат, ти не гледаш. Дали си ти во Исус во заедништво? Си дошол ли да не погубиш? Те знам кој си, светец Божји. Исус му заповеда на нечистиот дух, замолкни и излези од него во името на Господ Исус Христос надвор од Македонија. Сите демони, демонски влијанија, зли души, магии и проклетства, поднебесни сили на злото, Македонија му припаѓа на Исуса Христа. Амин. Тогаш се стресе нечистиот дух, извика со силен глас и излезе од него. Верниците се чудат какво е тоа ново учење што со власт и на нечистите духови им заповеда, а тие му се покоруваат. Во името на Господ Исус Христос, се што не е од Исус, надвор од мојата заедница, надвор од Исусовата заедница, надвор од мојот дом, надвор од македонскава земја. Амин. Демони во синагога, демони во црквите, болни луѓе, го познаваат Исус, го нарекуваат светец Божји и им забранува, замолкни, излези, да зборуваат и ги изгонуваат. Духот Исусов на Отецот ги изгонува. Ако јас од Духот Божји изгонувам демони, тоа значи дека Царството Божјо дошло до вас. Само ти треба да му ги отвориш вратите на твоето срце, да се насели во тебе, да станеш извор на жива вода. Духовно војување со меч на Духот, Светиот Дух во тебе, во Исус. Во Исус заедно. Исус поучува како оној што има власт, а не како книжниците. Поучуваше со вистински авторитет, а не како вероучителите. Марко 1.23. Во дух и вистина, во силата на Духот Свети. Во името на Господ Исус Христос го кршам секој небиблиски завет, што е фрлен врз секој еден од вас. Клекнете на колена. Господе Исусе Христе, Татко, погрешив пред Тебе и пред небото. Се покајувам за секој грев. Се покајувам за гревовите на моите предци и им простувам на сите. Никого не осудувам. Ти го предавам моето срце, да дојдеш, да се населиш во мене, да се родам во дух и вистина, да ја прифаќам Божјата волја во мојот живот. Те сакам, Господе Исусе Христе, го барам Царството Божјо и се ке ми се придодаде. Не за сатаната и смртта, да за Исус во мојот живот, во мојот дом, во македонскава земја, во двете заедници сотрудници. Рахмас тахам дарај, бегај од нас сатана во името Исусово, не враќај се повеќе. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, од земјата до небесата, пред мене, зад мене, околу мене, во мене, во секој дамар, во секој здив, Исусе и само Исусе. Амин. До Божјо Царство Небесно. Брате и пријателе, на земјата си имаш време на милост да повикаш кон Исус да се покаеш. А потоа, по тело ли или без тело, не знам, Бог знае, Таткото знае. Огнено езеро, првата смрт, втората смрт, третата смрт, ново небо и нова земја. Исус во срцата наши. Амин. На сите што го примија и даде сила да станат синови Божји, со нас
Koliko životom Balkumina Ona olja Ja sam dobri od kasni I ljubav mozite Jedna da ne vide izgubena Miro tvoj migo davašno nekako sveto Da ne se plaši srce